ова денешна тема, грабеж на пчели е у незгодно време, значи зима нема врска со грабеж на пчели, али е многу битна тема. Јас сум Бобан Стошевски, знаете ме, кој не ме знае, војно лице сум, уште година ќе идам у пензија и ќе појачам пчеларство. Мој ментор и прв човек што сум го прашал дали ја да чувам пчели е Боро Симоновиќ. Он ми е чичко, значи, моја баба и дедо Александар, татко на чичко Боро, биле брат и сестра, покојни се, а прв, значи, ментор, прв човек што сум го прашал дали да се бавам со пчеларство беше Чичо Боро. Он ми даде многу убави савети, тие нема да ги повторувам сите, но ми каже уште еден совет, да се учленам у пчеларско дружение Пчела Куманово. И исти момент се учленив во тоа дружение, во ова наше дружение, председател беше Чичко Бране. И исто како сега, значи ја дојдов негде у ноември, октомври, ноември, и прво што идов да платам чланарину. Чичко Бране исто така рече, значи нема потреба да платиш чланарину сега, учлани се, слушај предавања, прати и за цело време. И додека беше и Чале председател, и професор Горан, сум гледал да доаѓам на овие предавања, да се едуцирам и верујте ми дека многу ми значи ова што сум доаѓал у ова наше здружение. И преку наше здружение и во други здруженија на предавања. Дали се гледа од таму на крај? Ако не се гледа, ако не ме слушате, ја посилно ќе зборам. Со пчеларство се занимавам од 20. мај 2013 година, случајно се потрефува 20. мај, после тоа и Десетски ден на пчела, али ја тогаш нарачав роеви од Чедо Петковски беше, Чедомир Петковски од Клечовце, и тоа беше за Ѓурѓовден, тама на 20. мај ги земав тие пчели, гледам по Фејсбук, кога сум ги префрлал пчелите од тие негови роеви, нуклеуси у мои кошници. Ова на овие слики е Чичо Боро кај мене на пчеларник, да ми направи супер контролу. И таму и Шоте, ама Шоте не доаѓа на предавање, он е пасивен член на наше друштво. Пчелариме заедно со брат ми, со околу 300 дадам блатови кошници, 10-рамни и 7-рамни кошници. И имаме 50 ЛР кошници, одледуваме во село Младо на Горичино, кај Новко Спировски. Видиш, ова Марио мора да го направиме за следеќи пат, што не се види доле. Ова не е ни толку битно, кошниците ги изработуваме сами, денеска си правиме кошници, Саше све помалку, јас све повише, али Саше коси. Сеќаш се, Чале? Ова горе слика е пчеларник во село Врачевци, и таму има околу негде 160 семејства, и доле у Драгоманце, сите го знаете, тој пчеларник е околу 140 семејства. Ова е пчеларник на Новко Спировски, прекрасно уреден и пчеларник, и има просторија направено посебно за пчеларник, има исто од АХВ регистриран, само што не се занимава со пчеларство. Ние му ги гледаме, он сака да ужива и да си има пчели, ништо посебно. Ова е наша работилница, каде што изработуваме кошници, фарбаме. Овие се некои кошници што ги правевме пред 2-3 години, немавме толку работа, па правевме така украсни кошници, многу субави, као кучички. И на крај најдобра кошница е книга. Мора да читамо, да учимо, да за малце помалце на интернет. На интернет може да видимо свашта, и добри, а и лоши работи. Така да, убаво е кога некој сака да ви каже точно што правил, како правил, а има веројатно и на тие коментари, читам разноразни коментари, па да не ви кажам и што све, а и читате и вие. По групи, по форуми, по интернет. Дали пчелите треба да се стимулираат? Не треба. Сигурен сам, и ќе се сложи и постари и поискусни пчелари од мене, дека пчелите не треба да се стимулираат. Знам дека кај бев тоа, како се викаше едно село Чичобране изнад горе, Враготурци. Да, пчелари кои не доаѓаат кај нас, не се, али нешто да им помогнемо, да ги видимо како се, што се, купуваат кобалт. Ја у живот тој не сам, нити сакам да знам што е, нити сакам да ставам у сируп, па да би ја стимулирале матицата. Сама природа, ова е моје мислење, не мора да се сложиме сите, нели? Моје мислење е дека сама природа и само
како се вика, сам тој внес на прв полен у пролет, тој полен ги стимулира пчелите. Односно и таа матица да носи повише или да носи помалце, све зависи од полен. Ако се сеќаваме овие последни години, како се сушни, како нема полен, доаѓа и до прекинување на легло. Има пуно варијанти да се додава полен кој сме го извадиле, тоа све сум пробал, ништо, нема шансе од тој полен што ќе го извадиме, па го чуваме у замрзивач или го сушиме, да го замесиме у тесто со мед и да го вратиме, нема да предизвика легло. Кај мене не предизвикал, можда негде да. И сега на пролет пуно пчелари, 90%, идат купуваат поленски погачи, супер. Колку полен може да има у погача од 120 денара? Може да има некоја, не знам, нешто што мириса на полен. Да, али пазите, и тој полен што е сушен и замрзнуван, дали може да биде перга? Не може. Значи, сама природа, прв унос на полен од природа, предизвикува легло кошница. Така да сега не би требало да се плашиме, не веруј дека сега има легло кошница. Може да има, ама тоа е од што? Од пергу што су го имале на есен. Најважно, млада и квалитетна матица, навремен третман против вароа, ама не треба да се претерува, со било кое средство, доволно храна квалитетна во секој семејство во текот на целата година, посебно дохранување на семејствата во месец јули и август. Од моја пракса, од наше искуство, од моје и Сашево искуство, од Чичо Боро што сум учел, од вас што ве гледам тука поискусни и постари пчелари, најбитно е после вадење на мед да сите тие пчели ги дохраниме. Jer самите пчели се стресираат кога ќе им ја собереме целата зимница што ја имаат соберено за зиму. Ако има, например, едно медиште или две полумедишта, не е битно, и ние културно дојдемо и земемо им га тој, а може би она таква пчела да иде на легло, што викамо, па доле направи 10 рамки легло и целиот мед го качи горе, што правиме после? На личен пример имам, а имам и примери од поискусни пчелари. Таа пчела ќе излезе цела надвор као да е рецимо да има браду, а нема браду, она е надвор, вон кошница, она е стресирана, не се дешава нешто нормално. При отворање такво семејство гледаме дека нема воопшто мед унутре. И онда иде социјализам, па помагаме од други кошници, додаваме мед и слично. Значи, мора обавезно, по мене, не мора вие кој неќе. Некој нека си става и сега погачи, слободно. Најбитан месец е штом се извади мед. И третман против крлежи, и дохранување на пчелни семејства. Како ќе процените колку е доволно? Слободно подигнете ја таа кошница, ако ве боли кичма, доволно е. Кој има вага, уште подобро. Најубаво е да зимува пчела на сопствен мед, нормално. И постојано присуство на пчеларник и дружење со пчелите. Да немаме проблем на пролет, пошто и на пролет може да се деси грабеж. Значи, тие пчели кои најдобро е да ги споиме уште пред на есен. Ако имаме слаби семејства, спојувајте, правете едно јако семејство да може да презими. Тоа е моја логика. И кога така ќе направите, ќе имате помалце загуби преку зима, односно на пролет. Ама на пролет, сите оние пчели кои ви се послаби, немој да ги спојувате една со друга пчела да направите јака пчела. Нема, две слаби, пак е слабо. Таа слаба која е слаба, спојте ја со јака, не мора да не ме стека некој ќе праша, она е болна. Од што е болна? Од што може да биде болна пчела? Кажете, од што може? Може да има вароу, може да има пано зему, ако сега фати зима месец-два, па нема да излезат, може да има, ама немаме такви зими. И овој ќе пројде, овој е неколку дена, 5-6 дена, још 5-6 дена ќе пројде и све е окей. Пчелата се излетува надвор, не сме имале проблем со назема одамна. Сакам да ви кажам, на пролет, ако гледате дека некое пчелно семејство здраво, право, али касни од некоја причина, слаба матица, слабо, со малку број на пчели влегле во зима, такво семејство, земете му го тој мед што му е на него вишок, додајте го на тие производни друштва што треба да се развиваат на мед. Не е поента да сега отидеш, мора да се купи и шеќер на пролет, али целиот мед што го имате во послаби семејства,
земете го и ставете го у друштва кои може да ви донесат мед. Се сеќаваш, Лаки, кога бевме таму, значи. Вадиш мед, гледаш дека е на 2 рамчиња, 3, слабо пчелче, има мед на 6 рама, тај мед иде у помош на овие друштва, кои ќе бидат произволни, а тие семејства ќе им се вратиме покасно. Ама и тоа е друга тема. Не додавајте антибиотици, ја не верувам дека некој додава антибиотици. Сум имал случај да наш колега, не е тука присутен, ме учел кога правам погачи на почеток да додавам гентамицин прашак, 100-200 грама, и што и ништо. У погачи. Пчела има прополис е најубав антибиотик, сите го продаваме или го раствараме. Зашто? Нема потреба. Ако не сакаме болни пчели, ова треба да знаеме. Силни семејства се здрави семејства, тоа што го кажавме. Шеќер и замена за полен само во крајна потреба. Најбитно е, значи, кога да додаваме шеќер. Дохранување и евентуално, не дај Боже, као 2020 година, кога немаше паша, значи немаше опште паша, немавме мед, немавме денови на мед, не одржувавме ништо, тргнавме медишта и моравме да си пуваме шеќер. Да, тие семејства ги производат. Тоа е крајна нужда, а не е крајна нужда мирен сон на пчеларот. Ако пчеларот има 5 кошници, како Аце и Филип, пуни со мед, они сега мирно си спијат. Овие нови 2 млади пчелари. Значи, они си уживав целу зиму. И Чичо Боро на мене, као млад пчелар, ми викал, ти сега мирно ке спиеш, си ставил погачи, како им на пчеле, така. Сега, веројатно ќе има разлика у развој на тоа семејство на пролет. Крстич ги имаше обележувано Властимир Крстич од Власотинце, Зоран Крстич од Власотинце, имаше бележено пчели, па гледа тие со погачи, па овие без погачи, па колку изимиле, колку нашол умај живи пчели. Што помалце ги исрошиме преку зима пчелите, треба да имаме поголем број на пчели кои можат да одгледат ново легло на пролет. Тоа и Шљивич го има кажувано у Скопје, и овдека у Куманово, и Зечевиќ, и многу предавачи. Редовно менување на восок, тоа знаете, и третирање против вароа правовремено и минимално. Тука нема да се задржуваме многу. Ова се уште некои наши седморамни кошници што ги знаете сите, и порано сум ви ги покажувал овие слики, али еве го и Саше овдека на слику, значи гледате седморамна кошница која има 3 полумедишта со матична решетка и 10-рамна со едно полумедиште. И 10-рамна и 7-рамна за зимија добро, се развија добро, али овдека има 3 по 6, 18 рама, овдека има 9 рама. И гледате која е сега подобра. Не мора се да значи тоа. Не мора да значи, разбирате? Значи може да се деси 10-рамна да биде добра. Него моје мислење е према овие климатски промени, како имаме кратки паши и долги и сушни лета, нема потреба овдека више да чуваме у поголеми кошници. Тоа ја ќе пробаме, со Сашо веќе работиме, гледам дека и други некои луѓи нарача. Наредна наш план е да веќе имаме направено 20 комплета тела, седморамни ЛР кошници значи со 2 тела, ќе пчелариме на 2 тела ЛР седморамни, ќе ставиме матична решетка и секој нагорно тело е медиште. Ќе пробаме, до година ќе видиме резултати. Пошто нели ЛР беше на 2 тела, 10-рамен, па сега све идемо на, и сите предавања што ги слушам, идемо на едно тело, матична решетка и горе е медиште. Моје мислење и на Сашо, значи заедно пчелариме, е да се кошницата повише смали и на крај крајeva ќе ни остане многу малце сувишок на пчели, вишок на пчели кои после паша треба да јадат оној мед што ќе го остават за нив. Ова се наши правила. Стојан од Штипни кажуваше дека он третира со амитраз и тој мед не му фали ништо. Ја не се слагам тој дека е така, а не може да докажам дека и обратно. Наши правила на наш пчеларник, и како ми учел Боро, и како овдека сме зборувале 99% наши пчелари, е да не вадиме мед од плодиште, односно не вадиме мед кој е третиран со било кое средство против борба против вароа, посебно амитраз. Затоа што амитраз е нервно паралитички боен отров.
Работам у војска, па у медицину сам и повише знам за тоа и сме учеле доста и у школо. Зашто ми носимо заштитну маску, оној војничку, кога третираме пчели? Тачно ставаме амитраз во мали дози, али најдобро од све е, значи тргнете ги сви медишта, целиот мед што ви е за вадење, немојте од стари црни рамки да врцате мед, тоа е моја препорака. Можда ќе се одобри, можда еве сега ќе имаме и предавање и у таа борба да биде мед што поисправен и подобар, чак и во најдов еден документ на кодекс од 1990, кодекс на 99 од кодекс на однесување на пчеларите во Кумановскиот регион, веројатно тоа е правен пред 27 години и гледайте што пишува у една точка. Да се продаваат исклучиво чисти еколошки пчеларски производи. И меѓу осталог има и да се залагат за почитување на стрништа, да не се палат и слично. Значи, уште у тоа време се мисли дека на сиот мед што треба да го продадеме или да го дадеме на наши муштери или да било како да го јадеме, ја не би препорачувал да задимувате со амитраз кога имаме полумедишни или медишни наставци на пчел. Вие како Стојан, с друго рече, се сетавате Стојан од Штип, рече дека тој нема ништо страшно ништо. У реду, тоа е негово мислење, али може се надеваме дека ние као пчелари прво ние треба да се бориме да се искристализира све тоа. Дали ќе имамо, дали е тој амитраз штетен, ако не е штетен, пошто е за нас лесно, дими кога сакаш. Ама не би баш ја рекол дека не е штетен. У Европска унија не знам само у Казок и у Англија ли е дозволено или не. Ти спомна прошли пат. Нигде не е дозволено. Нигде не е дозволено амитраз, а сите димат со амитраз, предпоставljam. И тамо димат. И гледам на некои видеа, Колумбија, Египат. Како? Да, тој сега да каже. Али добро, гледајте да целиот мед што го имаме, да имамо полумедишта чисти, уредни, бели рамки, девичанско саќе, и да од тој мед го вадиме. Можда ќе има некоја централна комисија за испитување на мед, па да не биде после овој мед не ти е за употреба. Чак и Владанка ме праша кога бевме кај неа на пчеларник у Срезовце, Боби имам од некои 3-4 угинати семејства извадено мед кој е димен со амитраз. Ја ја предложив да тој мед го стави у кеси и сега на пролет, февруар, март да ги стави од одгора на светоношите пчелите да си го внесат внатре. Значи, убаво прашање, ја мислев таков одговори и уште се држам до тоа. Понатаму Елар Кошница, не вадиме мед од темни рамки, односно рамки кои се третирани исто со кои било средство. Значи у ЛР, кај Новко овој што работиме, тамо се ротира, иде горе-доле рамка, па легло црно, па ова, па тоа црно. Професорот Горан убаво ни кажа, значи идат две рамки у средина, ако се сеќам, темни, тие темни добро ќе му дојдат за зазимување. Мора и ми тој да го искористиме. Игром случаја, имамо пуно пчели, па имамо и доста мед, така да више, а мед не се толку троши да имамо продажбу на мед, нажалост, а цена е добра. Така да сега ќе гледамо да што повише мед останува у кошница за преку зима. Прополис собираме исклучиво на мрежи, кои ги немаме многу, имаме десетина мрежи кои ги поставуваме после за димување на пчели. А највише прополис собираме од наши полумедишта. Значи, како ќе се стави полумедиште, тоа трае месец и пол, два, додека се затвори медот, го носиме тоа полумедиште дома, собираме прополис и тоа е за мене најчист прополис. Никако не гребем од кошницу и тоа е задимуван со амитраз. Можда е добар, можда не е, ја мислам дека не е. И за складирање на мед користиме канти, исклучиво ликни да охри, такви сме купували, имаме 100 и нешто канти, тие се со сертификат за храна, jer, na primjer, naš kolega koji isto ne je tuka, imaše postavio na Facebook, prodavam ubav med i kanti polikolorski puni so med. Mnogo gruba slika. Polikolor si je za kanta, si je za polikolor. Možda koristite, da nosite drva u taja kanta, možda nosite vodu negde, što ja znam, ali neka bide ona što je za med, kako što barame i novi tegli. Kada ima tegli, pa u grupu pišemo tamo ima novi tegli, neki koristimo od feferoni i slično. I perga, prašanje za perga, тој перга е сигурно задимувана, дали у елери, у дадан блат. Ние не вадиме толку перга, што ќе извадиме, јадеме. Свакако е задимувано со амитраз, не знам, тоа е прашање, ќе видимо дај. Да, идемо према грабеж. Ова е
цело ова е од 2013 до 2024 како работиме со пчели. Ова све не е битно, како сме се развивале све, овој дел е најбитен. Сме имале 0, 0, 3, 4, 2, 7, 8, 6, 9, 11 и лани 56 загуби до оваа време и порано од оваа време. Значи 56 загуби не сме немале за толку време. И сега ќе го разлобиме тоа зашто сме имале толку загуби. Како настанува грабеж на пчели? Ова е увод, кратко, нема да ве замара многу, сите знаете. Напад на едно, најчест случај, едно семејство представува грабеж. Тоа е борба меѓу пчели и грабеж е опасна појава на пчеларникот поради тоа што може да дојде до загуба на поголем број пчелни семејства, особено ако пчеларот не е присутен на пчеларникот. Веројатно сите сте имале грабеж, па прскате со вода, прскате овој, али треба да сте присутни. Се случува, нели, ќе завршиме, ќе извадиме мед. Во поранешни години, верувам, кога имаше мед, па и некој дожд ќе падне. Па некоја тревка ќе искочи, ќе има некоја паша. Сега, у овој период, кога вадиме мед, после 15-20 јули, е суша невидена. И мора многу да пазиме како ќе го извадиме тој мед, да не направиме никаква могуќа глупост, па и при враќање тие медишта да ги средат пчелите, да ги исчистат, да ги исполираат, да не направите глупост каква ја имам направено. Основна задача на пчелите е да бараат храна, ова све го знаете, нема многу да ве задржувам, да ве масирам. А нормално, оние семејства што рековме, не чувајте слаби пчелни семејства, не чувајте секогаш да имате јаки семејства. Ако имате слабо пчелно семејство, тоа е прво за грабеж. Прво е за грабеж она што е обезматичено семејство, нели? Безматок што го викаат. Прво за грабеж е пчелно семејство на кое сте сипале сиру погрешно, па протекло на страну. Ќе ги кажемо и сви примери, не е тоа ништо страшно. Ја ги знам сви примери овдека кој што како сгрешил негде. Во почетокот пчелите спорадично, во помал број напаѓаат кошницата и испитуваат јачината на пчелно семејство кое го напаѓаат. Тоа нема ни да го приметиме толку. Значи, доаѓаат, зимаат, си идат или на овие мрежасти подњачи, ке се наведете доле, ке видите стојат пчели, тоа е таkozvana тивка грабеж, можда и други пчели ги ранат, тоа не знам, не сум сигурен. Али, углавном, тоа почнува спорадично и не може да го приметите веднаш. Секако дека на влезот на нападатата кошница пчелите напаѓачи ги дочекуваат пчелите стражери кои први даваат отпор на напаѓачите. Овие напади, рековме, не ги приметуваме. Малце, кога ќе дојдете на пчеларник, прво што ќе гледате, не ги гледате на лето, како е. Поминувате низ пчеларник, како е на лето, гледате мирно, 5-6 пчелки на лето, иде се по полен, иде се по нектар, тоа е окей состојба. Али ако имате состојба да имате повише пчели на лето, да е возбуден пчеларник, мора да има некоја причина зашто е возбуден пчеларник. Значи, не мора да е кај вас на пчеларник, може у некое соседство или у некое дрво да има некоја пчела слично нападната, ограбена, а тоа ќе видимо дале како ќе се примети све. Доколку пчелите кои напаѓаат ги поминат домашните пчели стражари и медот го оснесат во собствената кошница, ги известуваат од останатите пчели дека као да се појавила нова паша. И сите тамо пчели работнички идат да го собираат тој мед. Тука има борба. Тука гинат и тие што напаѓаат, гинат и овие што се бранат. Нормално, ако се браниш, у војско војница знае, ако се бранимо ми 100 души, мора 300 да не нападнат, да не победат, разбирате? Ако ни е добра одбрана. А сега може и одбрана да не е добра, да се ни лета отворени, да ни кошници од сви стране, има дупки, постари кошници, па да влегуваат од повише места, значи, мора да е добра одбрана направена, па за тоа нели доста пчелари на есен затварате овај лето, направите го на 2 сантима. Поред тоа пчелите што кои напаѓаат, ги има многу, напаѓаат од околните кошници. Се случува да нападнатото пчелно семејство биде уништено, храна да биде однесена и поголем број на пчели да бидат убиени. Да најдете подница со многу пчели, али не се само тие жртви што ќе најдете на подница. Има и вон подница жртви, и гуштери што собрале, и таму што ќе се вратат од друга кошница. Значи, целиот пчеларник ќе ви ослабне. Ова сега го читав и некој збор, постои можност, ако пчелите кои ја напаѓаат некоја кошница, ја напаѓаат и постои можност да оние домаќинки се приклучат на грабежот и да си отидат со нив. Тоа не сум јас сигурен.
Само можда некој од вас и болje знае. Ќе правиме после муавет. Значи, таа која е послаба, види дека ќе биде нападната и она си бега со овие нападјачи. Тоа сум читал на повише места, можно е, имам прашалник ставено на крај, ја не сум сигурен дека тоа се така дешава. Зашто и како доаѓа до појава на грабеж? Доколку пчеларот при додавање на сируп во кошница истори врз кошница. Или имамо пример од наш пчелар овдека, искусен пчелар кој е за мене експерт за пчеларство, сипува сируп на пролет и тамо негде на некоја кошница позади сипал сируп и си продолжува да се сипува. Умеѓу време почнува да се пчелите почнат да летаат у сите правци, идат таму вамо, тебе не ти е јасно што и се вртиш и гледаш дека таа кошница ти е нападната. Се случило да таа хранилка биде скршена, да истече сируп и да се направи грабеж у момент. Доколку при враќање на медиштата има остаток на мед, односно и самата миризба на мед у тие наши полумедишта, медишта, при враќање може да дојде до грабеж. Зависи, ако на овие температури, ако враќаме медишта во 2 сат на пладне, или у 10 сабајле, или у 6 попладне, хаос ќе биде на пчеларник, бидете сигурни. Ако семејствата се отвараат во сушен и беспашен период, поискусни пчелари, например, ако некој има 3-4 пчели, он ќе тоа брзо ќе го заврши, ќе отвори матица, има, не знае што како. Поискусни пчелари ќе поминат по лета, ќе препознаат има ли матица, нема ли матица, носи ли се полен, не ли се носи полен. Едноставно можда и боле да ризикувате да на поголеми пчеларници да не отварате воопшто, отколку да отварате и да направите грабеж, не сакајки да ви падне рам, тоа брзо се случува на овие температури од 40 степена што ги имаме преку лето. Оставање на преголемо лето, каде што пчелите стражари не може да се одбранат, тоа што ви кажав за одбрана, значи ги намалуваме тие лета со сунгерчиња, со било што да се намалат лета, да што помал простор бранат, да го бранат тој простор каде што можат да влезат пчели. И под услов сите кошници да се добро задихтувани, да не може од страна да влегува. Има и стари кошници, затоа тој треба да се све лепи, да се стават сунгери, да нема што помалку дупки да има, да се бранат пчеливе само на едно место. Доколку после ваѓање на медот се остават рамките од кои се вадел медот до кошницата или пак цела центрифуга се изнесе надвор, да му ја очистат пчелите. Сваќате? Може и некој да остави. Има и тука уште еден пример. Нема везе, знаеме се ми сме наши људи, ми немамо тајне. Изврцале мед тамо кај што изврцале луѓе наши овдека пчелари и човек си иде утре на работа. И дедо отворил тој подрум да се излуфтира. Ама таму прљави центрифуги, прљави од мед. Пара овие ножеви, павилушки, цела пчела од пчеларник дошла у подрум. И после хаос. И што? После слаби пчели. Па слаби, многу изгинале. Исто и други луѓе кои, например, подготвуваат сируп на 40 степени, он подготвува сируп, отворени врати, пчеларник му е на 20 метра, он се наја кафе, цигарче, пуна тај просторија со пчели. Све подавено, тоа е многу мртви пчели. А тогаш се намалува легло, затоа после имамо слаби пчели. Кога се додава сируп во средина денот со мирис на лимон, тоа е мој со Сашо кога ајке ставиме лимон, у сируп и ќе додавамо сируп, обавезно направимо хаос у пчеларник. И сега више нема, лимон е укинато наше пчеларење, нема, значи, све што ќе ставиме е шеќер и вода. Помалку мириса, свак лимон ги иритира пчелите и направимо си проблем. Доколку се одгледува слаби пчелни семејства, ова го кажавме, доколку кошниците во кои се одгледуваат пчели се стари и оштетени со повеќе отвори каде што не треба да имаат, и тоа го рековме, при хранување на пчели со мед во текот на денот. И тоа е моја грешка на времето кога почна со ентер апарат да произведува матици и викам ајде да биду паметан у тоа што е каде што ја затвараме матицата у ентер. Да. И ја тука медна вода ќе сипам, најако друштво, најубава матица, нај и нормално ја затварам таа матица и малце сум ми капнал, колко сам тој не 50 мл нема у апаратчето баш. И јас идам, утре доаѓам, таа пчела ограбена. Зашто? Затоа што тука мирис на мед, а више нема паша, прекината паша. Тоа било порано, више такви грешки не правиме.
Значи ти да ги нешто стимулираш, да они побрзо дојдат, ама дошле и други. И така е да изгубивме најубаво пчелно семејство од кое сме правиле матици. И тоа е исто наша грешка. Више не ја правиме. Како да препознаеме грабеж? Помладите и понаискусни пчелари можат да погрешат играта на млади пчели на кошница пред кошница да ја заменат со грабеж. Значи на пролет ќе почнат да играат пчели, не брзајте одма. Има разлика како е грабеж. Самиот лет на тие пчели ќе ви е чуден. У село Врачовце Чичо Коста имаше еден рам, како се вика граđevњак, пун со трутови и ја му га ваду тамо од кошница и викам Чичо Коста носи фрли овој на кокошки. Али рачунам он ќе им ги фрли таму кокошарник кај што е затворено. Он ништо пред кокошарник и добро ми седимо да пиемо кафе. И гледате пчели од сите страни летат, лево, десно, вамо, тамо. Чудно, ја викам нешто чудно се дешава, се случува нешто. Кој е постар човек и не е пчелар и не га толку интересира пчеларство, али ет, да се најде у причу на пчеларство. И идемо да видимо пред кокошарник гомила хрпа пчели. Брзо зимај тај рам и иде кај што треба да иде и да се прска вода и да се чисти и да се смири таа ситуација. Постоje два вида на грабеж, тивка која не можеме да ја приметиме и акутна или агресивна која ретко можеме да ја спречиме. Грабеж се забележува и со самото однесување на пчелите на лето. Тоа го кажавме исто. Ако имаме вознемирен пчеларник, многу пчели ќе имаме на лето. Ќе видите и на видео, после ја имам видео од мој пчеларник. Ако приметиме борба на пчели на самото лето, тука и на тие пчели нема да видите више, каде што почнува борба, нема унос на нектар, нема унос на полен, све застанува, значи пчелите имаат по-битна работа да си одбранат таа кошница, 100 мет што го имаат, отколку да собираат полен и нектар и слично. Семејствата без матици секогаш се жртви на грабеж, тоа да сигурно знаеме, значи она може да се случи да пчелата имала матица, која меѓувреме од старост, од било која причина, пчелите ја сменуваат. Може да се деси покасно да ја сменат и таа матица да не се оплоди у природа од недоволно трутови или не знам што, едноставно не сака да излезе на оплодња, убаво ви е како што и е така. И тука или ќе биде трутуша или ќе почне или ќе престане легло, ќе се намали број на пчели и таа исто кошница е потенцијално ќе биде нападната. Грабеж на едно пчелно семејство може лесно да се прошири и на околните кошници. Тоа обавезно се шири, све зависи у која фаза ние ќе го начекаме тој грабеж. Еве го тој чуден лет на пчели, летаат брзо и во различити правци. Тоа значи дека грабежот е отпочнат. Ако приметиме на предната страна на кошницата и летото да се испрскани со мед и восок, jer kad se grabi и се прска и се излетува брзо, има борба и има ранети пчели кои се туткаат тамо, сите кошници ќе ви се испрскани од предна страна со мед и кога ќе пипнете со рака ќе ви се облажи раката. Немојте ни случајно такви кошници кои се грабени, па ќе ја спојам со некоја појако семејство. Не, само грабежот ќе го пренесете преку таа кошница и на таа друга кошница. Значи, најдобро е ова последното овдека, значи, ако таа нападната кошница да ја преместиме 20 на метри у истиот пчеларник, 20-30 метра на друг крај на пчеларник, а на ова место кај што била оваа кошница да ставиме празна кошница. Значи, сите грабливици ќе доаѓаат на тоа, што ќе грабат на тоа у празна кошница, а таму ќе дојде до смирување. Ова лично сум го пробал и функционира. Ама што се случува ако е грабеж у позамашна фаза? Ако е веќе многу иритирано и околни пчеларници, све е иритирано, значи вие ако ја поместите таа на 30 метри, следна е ова до неја, одма ја грабат. Ова на мене ми се има случајно, затоа ви кажувам на лице место. Значи таа ја носам, одма грабеж се преселува овдека. Ако е таа поместиме, одма се преселува овдека. И заклучок. Пчеларот во најголем број на случаеви е главниот кривец за настанување на грабеж. Несакана појава која обично се случува кога во природата нема доволно храна, песпашен период. Кај нас во Република Македонија по мене е најголема опасност од грабеж од самото врцање на мед. Штом ќе го да имаме ние тие летни дождови што ги имало порано, кога пчелареле Гише, Чичко Бране, Чичо Боро и постари пчелари, повозрасни, поискусни, тогаш
имало летни киши, ние као деца се сеќаваме, нели, па ќе идемо да си играмо, па ќе заврне киша, али знаете, увек имало некоја тревка која ќе изникне да пчеливи имаат работа. Ако пчелите имаат паша и убава природа да си собираат нектар и полен, нема да има грабеж. Тоа е сигурно, бидете сигурни дека нема да има грабеж. Jer ja, na primjer, moji nukleуси кога има паша, ако имам оние мали оплодњаци, ја отварам тегла мет и со лажица им ставам, ама кога има паша, кога нема паша, ни у сон нема да помисли да прави тоа. Секое симнување на медишта се заврши во раните утрински часови, значи по на време ќе отидете, ќе извадите медишта, додека уште пред да се раздени. Собери медишта, однеси да врцаш, и забрави да се шеткаш по пчеларник после, да тука носиш медни рамки и слично. Збориме за беспашен период, многу опасен, а кај нас е беспашен период од крај на јули, август, септември. Ако негде има паша, о реду, окей, може, например, у Кокино има паша, почнала медлика, он си врца, си враќа, у исто време си враќа, све е окей. И ја би сакала и така да е кај нас. Однесеш, изврцаш, врати медишта. Порано пред 10 години сме правеле така. Или не смо ништо разбирале, али немавме загуби. А сега, после од 2013, 11-12 години пчеларење, ми имамо огромни загуби, имавме тогаш. Преглед на пчелни семејства исто да се прави во рани утрински часови, а поради високи дневни температури, ја претпоставам дека никој од нас не може бас на 40 степена да се мува у пчеларник и да врши преглед на пчели. Кога грабашта ќе започне, ако подоцна се примети, малку нешто можеме да направиме како би им помогнале на нападнатото пчелно семејство. Тоа е тоа, значи, или ако е едно, преместуваш, ако се шири на повише, кукала на мајка. Превентивни мерки, преземање на превентивни мерки да не дојде до грабеж, да внимаваме, значи како си пуваме сируп да не ни капе, да не извадиме рамка, нешто пролет у април, например, ќе работиме и ова рамка ќе извадиме, ќе ја ставите до кошничка и ќе седнете да се одморите или кидате на друга, одма ќе се деси грабеж. Одма ќе дојдат на таа кошница и на таа рамка и ќе направат проблем. Прскање со вода може да помогне, ама немаме сите на пчеларници вода. Например, у Драгоманци имам селски водовод, пуштам чешма, си прскам и правам некој вештачки дошт и супер, али у Врачевци нема ништо. Како? Треба да носиш вода у канти и едно друго. И други пчелари имаат такви проблеми кои немаат вода на пчеларник. Поради сето ова горе наведено, самиот пчелар мора да обрне внимание на појава на грабеж. Значи, сите кошници што ви се зимно време репарирајте ги, поправајте ги, зимајте, правете нови, да што помалку има дупки кај што може да влегуваат пчели, да би дошло до да немате проблеми. Сега решите ги тие проблеми што можете да ги имате во јули и август месец. Ако почне грабеж, како кај нас тогаш кога што почна, тогаш у тој момент смалување на лета нема врска. Значи, смалите лета колку сакате, грабеж е отпочнат, по широки размери, многу кошници се нападнати, така да ова нема да помогне. И сега, ова на мене што ми се има случено, ќе ви кажам како изгледаше и во село Драгоманце и во село Врачевци. Прво ќе ви пуштам едно видео, ова е кратко видео, само што ги вративме медишта негде 15 до 8 беше навечер. Еве, гледате како е на секоја кошница, ова нема, видите, нема ништо затоа што не е дирано, овдека има пчели, овдека веќе почнува грабеж. Поискусни пчелари сигурно ќе се сложат дека овдека е огромен проблем, еве уште еднаш. Значи, ова се враќани полумедишта, се враќани на ден 19. август, 19:40 часот. На 19. август. Тоа е 28 пред мрак. Мислам дека со Дуле, ја и Дуле ги враќавме. Ги оставивме тие медишта и застанавме на страна, еве, одма се случи. Тоа е за 3 минута се случи. Вративме 68 полумедишта на пчеларник од околу 140 пчелни семејства. Моје присуство на пчеларникот беше клучен фактор поради тоа што не доживеавме катастрофа. Одма црево, одма се прави вештачки дожд, прскаме како идиоти. Лудница беше на пчеларник.
али за пола сат до сат све се тоа смири, па утре ден доаѓаш на контроли, па почнавме да лепиме со селотейп траки, па со овие креп траки полумедишта. Можда треба да размислиме и да тие полумедишта не ги враќаме, да смислиме како може да се чуваат у некоја баш добро ладна просторија, ако се размисли дека во тие може да се изведе и пчелин овој восков молец, па да не ги уништи тие медишта. Може треба да се размислува да не ги враќаме воопшто, не сме ги враќале порано, ама како се овие вручини од 40 степена летни, мора да ги враќаме. Jer 2024 имаше доста, 2023 беше добра година и поленска паша добра и нектар, односно мед имаше пуно. Верујте дека и во тие наши полумедишни наставци, рамки, имаше полен. И тие резерви на полен сигурно предизвика да се појави восков молец. Затоа мораше да се спасат овие медишта, да се вратат на пчеларник, да пчеливе ги очистат. А веќе зборев у Скопје со Додевски Иван, знаете како предавач наш беше тука, вика дека ако имаме просторија климатизирана да има 17 степени до 17 степени температури летни, молецот нема да се изведе. Па ќе видиме, ќе пробамо, ќе оставиме некој медиште оваа година на таа температура у климатизирана просторија, малце киде паре за струја, али па нема да се мучимо толку. Пчелните семејства не претрпеа големи загуби. Овдека ја немав загуби, имав 2 семејства угинато, али на пролет излегува како послаби семејства. Зашто послаби? Затоа што доста имало борба меѓу себе, тука пчеливе испогинало нешто, така да не беше толку страшно како Врачовци, али беа послаби семејства. Така да не беа како рецимо 2023 на пролет, кога излеговме у таа пролет, после у 2022 убава есен, беше убава пролет, и имавме силни семејства. Грабеж во село Врачевци. Пошто беше тоа 15 до 8, и јас си викам, тоа е превише рано да се враќаат медишта у 15 до 8, ќе ги враќаме у 10 преку ноќ. Инсталација, светло, направивме све да се вратат многу медишта. И гледайте, како научена лекција од претходно враќање на полумедиштата, терминот за враќање го променивме, ги враќавме после 21 час. Беше мрак, беше све мирно, али тој мирис на мед на тие полумедишта, а вративме околу 170 полумедишта. На едно пчелно семејство, на Дедан Блатова 10-рамна кошница или 7-рамна, стававме 2, 3, па и 4 полумедишта. И што да ви кажам, у 10 сат преку ноќ поагресивни пчели никад не биле. Превише медишта, превише мирис на мед на пчеларник, а надворе 40 степени, суша, нема никаква паша, ништо нема. И беше хаос. Али добро, таа ноќ помина како помина, ги вративме, пчелите се возбудија, беа доста агресивни. После 2 часа од вратените полумедишта пчелите се смирија, но миризбата на мед остана у пчеларникот. Знаете, кога ќе влезете на пчеларник у мај, кога ќе почне некоја пашичка или дракака цвета или било која, се осеќа мирис на мед. И овдека се осеќаше мирис на мед, али на 19-20 август тамо, на 23 август. Не му е време да се осеќа мирис на мед. На пчеларникот во село Врачевци се вративме утредента од Сабајле и со селотейп траки лепев на одредени кошници кои се уште имаа напади на тие полумедишта и доле напади све. Сега у Скопје многу ми даде еден добар предлог човек, пчелар, вика, он што користел, он, например, вика, ја враќам медишта и у момент како се викаше, стреч фолија. Стреч фолија, 2-3 круга околу полумедишта, ке замотам, нема никаква миризба, чак и лето, вика, не намалувам доле и немам проблем со грабеж. Значи, се враќаат медишта одма у момент стреч фолија. Тоа ми го предложи и не му е лоша идеја, мене ми се свиѓа. Сигурен сум дека и на околните пчеларници предизвика возбудување на пчелите и се чувствувам виновен за ослабнување на пчелните семејства и на тој Чичо Коста и на сите околни пчелари кои имаа помалце пчели. Значи, не е само моја вина. И кај нив исто, и кај нив се исто враќа медишта, исто се враќа и тамо медишта. Али, сакам да ви кажам дека ми као пчелари мора да си помогнемо еден на друг у такви моменти. Така да, на сите тие помали пчелари, у 2024 произведовме матици
од нивни, од собствени ресурси, раздроивме пчели, дотеравме со нови млади оплодени матици и тие луѓе повторно имаат иста бројка на пчели, мада се и они делумно криви. Пратиш ли, Викторче, ово може да се и каде тебе десило? Значи, ти си касно враќаја медишта, десило се е грабеж, десило се е нешто, ти не си бија присутан. Ја после оваа глупост отидов на море. Осе после ке се јави. Осе си е оса. Ако е пчела јака, оса може да е оса. Али пчела јака, оса може да се слика. Али кад пчелите наши ослабнеу, кад имамо ми грабеж направено од пуно пчели, веројатно и тие лешинари оси доаѓаат и зимаат. Јер гледајте сега, ја ќе ви кажам, пошто кога отидовме со Дуле и со Кире бевме тогаш да третираме пчели иста таа зима со оксална киселина. И како отвараме пчелу врачоце, гледаш нешто смешно, жалосно, никад тоа е, катастрофа. Не ти се ни шприца онаа оксална, што ќе сприцаш? Вика 5 мл на улица, каква улица? Улица не е ни сокак, не е ни уличица, не е ништо. Ќор сокак, ништо немаше, људи. Тоа се мали многу ројчиња, али кои презимија. Сега, пазите, дали мене ми е cilj како пчелар што имам 300 кошнице да презимувам такви семејства, не ми е cilj. Сакам јаки семејства, убави, како и сите нас, сите ние, сакаме убави семејства да може да допринесат да извадимо мед, да има нешто и чар. Али добро, тоа се случило што се случило и еве го резултат на тие на 2023 година. Просто кажано. Имавме 56 загубени пчелни семејства. Тоа се многу. 56 су по 10 рамки, 560 рамки. Ама овдека има еден другар Ивица Стошиć, он има еден убав топилник, па он ми го даде тој топилник, па ја претопив восок. После тие кошници што беа нападнати, тоа све мораше да се исчисти, да се испере, да се среди, сите беа извалкани од напред, сите оние што некои се правени од лажни даски од едно друго, па имаат тие дупки, све е тоа више сменето. Морамо од тие научени наши лекции да сватимо дека тоа више не треба да го правиме и да грешиме. Значи, може да е кошница и стара и 30 години, ако диктува добро, ако нема дупки од страни, супер ја, али ако има дупки, затварајте, људи. Има, поготово овие наши лета кои су опасно лоши. Резултат на почетокот на 2024 година, уште 50 на пчелни семејства во село Врачевце беа ослабени, многу ослабени, но презимија. И гледате сега, на пролет гледате дека они имаат мед и многу се малце пчели. И добро, викам, не ги дирам, остави ги, нека се развиваат сами. Нешто зимавме за други ако треба да се додаде мед. Али тие пчели со тие матици, значи матиците не биле лоши. Прво, нели, ако видиш слабу пчелу, што правиме? Менјамо матицу. Тие матици не беа лоши, него едноставно ги оставивме, они сега зазимија како супер семејства. Сега се тие супер јаки семејства. А овие ограбени семејства, што ви се 54 тамо горе, се ограбени од еден дел на пчеларник, тамо тој подесно што ќе дојде, значи тој дел како да го нема, како да е, како се вика, торнадо, ураган, цунами, нема ништо. Значи све беше ограбено. И ја бев присутен, значи кога тоа се почна, па утре дента доаѓа, па се смирило како се смирило, ама не се смирило. И веројатно имало и грабеж и кај Коста, и кај овој и околните тие пчеларници имало грабеж. И Нове имал грабеж, добро се сеќам. Нове Величковски, наш пчелар од Драгоманце. Правевме муабет. Има ситуација да тие најаки семејства бидат ограбени, значи целиот мед да им се изнесе, кои донеле по 20-25 кила мед за нас и плюс за нив пуни кошници, се беше ограбено. Али тој мора да пазимо да не направиме више таква грешка. Горан Арсовски, нели зборев Мелани, Горан Арсовски, после цела ова година ми се јави: Боби, ја сакам да ти подару 2 пчелни семејства, 2 роја, да се вратиш назад, и тој убав гест и свака час Гоки. И така и треба. Еве, ја ова година ќе подарам на тетка Владанка, господја Владанка, еден рој, пошто е туј. И Јуле мислам дека треба да добие еден рој, пошто се жалеше Стоја дека Јуле купила ројеви слави, па таму у мај, здравје, ќе се договоримо. Значи, мораме да си помогнемо едни на други и да се поддржимо. У 2024 се менја ситуација. Симнување на полумедишта во рани утрински часови. Значи, ќе си симнемо 30 полумедишта
користиме бежалици, тие длабоки што ве прашав, сите се сложите дека длабоки се подобри, свака част. Културно у 5 сат са бајле, ќе собереме медишта, ќе си товариме у возило и ќе си донесеме кај што треба да се врца. Пошто имаме бежалици, значи штом ќе ги товариме тие медишта, полумедишта во возило, ќе пиемо кафе, мирно е состојба на пчеларник, нема никакви проблеми, ќе пиемо. Исто суша беше, исто суша, исто све како од 2023. Ќе си пиемо кафе и сите оние пчелки што останале у тие наши полумедишта, за 10 минути штом ќе изгрее сонце, они идат на прозор на возило, ти отвараш, они се излетуваат и дома носиш само мед. И можда 20 пчелки, ништо повише. Враќање на истите водоцните вечерни часови, но никако повеќе од 30. Значи, тој ден врцаме преку ден 30 полумедишта, навечер ги враќаме, ама претходно отидеме у Алфи и си купимо креп траку. Сега до години ќе биде овај, како се вика, фолија, стреч фолија. Креп траку, фино, лепо, вратимо 2 медишта, залепимо и горе и доле. Секој е тако и никакав проблем немаше. Не враќа сме огромна количина на медишта, затоа не ти треба, ако имаш 300 пчели, 300 бежалици, треба ти 50 бежалици, па на неколку пута ќе си ga извадиш мед. После, најстрого се внимава при вадење на медот да не се допираат полумедишта со медни раце. Значи, ако се врца, има си правило, кој ќе работи да отвара мед, кој ќе се грижи за медишта, кој ќе струже прополис од медишта и кој тие исти полумедишта, медишта ќе се ги сложува тамо. Мора руке да се чисте. Jer ако оставимо отисци на мед, имамо проблем на пчеларник. Све би било другачие да има дождови, летни дождови, каде што нема да има проблем, пошто ќе има паша. Штом нема паша, огроман е проблем на све тоа враќање на тие медишта. При подготовка на сируп никако не ставаме лимун, тоа кажавме, и најмногу од се избегнуваме да одледуваме слаби пчелни семејства. И ова година, до сега, до овој период, до пред 10 дена кога бевме, имаме само 2 загуби. Една трутуша и друга изгубила матицу и нешто исто. Тоа е ништо. 2 загуби е нормално да се нормална загуба, али овакав масовен грабеж да се направи, не е ни вароа. Значи, некој ќе ме праша, чекај бе, зашто можда е од вароа, можда со пчели, имаше жртви, најдено, значи пчели со лопати да ги ринеш, све е тоа греф. Сега, ако рачунаме у цену, колку сте изгубија пари, 50 јаки семејства, колку коштат? Па ставите тие 50 јаки семејства да презимиле, па колку мед ќе ви донесат, така да, и тоа е огромна загуба, али е, ништо само ми дава поголема мотивација да уште повеќе работиме. Нели? Значи, погрешиле смо, увиделе смо го грешку, ево, имамо другари, да, средиле смо восак, средиле смо све како треба, поново смо размножиле семејства и идемо дале. Чекайте да видите да нема нешто, нема, има прашања и забелешки. Ова е слика кога имаше повише снег, сега не веруј да има толку снег. Ја имав толку, ако имате свако било какво прашање во врска со овој грабеж што ми се случил практично, ја ќе ви кажам без никаков проблем. Љупче, ти трет пат го слушаш ова, значи повторувањето е мајка на знаењето. Фала пуно.